Вторник, 17 јуни 2025 година. Почитувани гледачи, добро дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за актуелните теми со кои го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Во првиот квартал реализацијата на автопатиштата е за 4 пати поголема споредбено со лани, изјави председателот на владата Христијан Мицкоски, денеска одговарајќи на новинарско прашање во однос на тоа како тече изградбата на автопатиштата во државата. Имаме 4 автопати кои што се градат во вкупна должина од 150 километри. Кичево Охрид, Гостивар Букојчани, Гостивар Тетово, Прилеп Битола. И еден експресен пат, Прилеп Градско, делницата Фариш Дренова. Ке се обидам сега вака за сите да дадам една ретроспектива. Во делот Кичево Охрид очекувам на почетокот на јули ке доцниме од оно што го кажавме негде околу 2 недели, што го кажавме пред една година. Може би порано можевме 10 дена да го завршиме, но исто така таму лично и министерот и директорот на јавното претпријатие за државни патишта се секој ден на терен за да ја стигнеме динамиката негде до 10 јули да биде пуштена делницата од Врбјани до Охрид. Со исклучок на делот кај Ботун, тие 4-5 километри каде што имаме свлечиште, кое што свлечиште треба да се санира, значи негде околу 40 на километри ќе бидат ставени во функција. Исто така тука имаме доцнење во делот на проектирањето на оние свлечишта кои што треба да се санираат, но мислам дека успеавме да ги мотивираме компаниите да го фатат рокот и целосно да го пуштиме тој пат до крајот на 26-та, почетокот на 27. Знаете дека беше до никаде. Што се однесува до вториот автопат кој што го споменав, а тоа е Гостивар Букојчани. Тука веќе имаме поголем фронт, отворен. И гледате оние носачи кои ќе се движите од Гостивар према Стража, дека се веќе готови. Трасата е пробиена во најголема мера и тука работите одат во една солидна динамика. Имаше една објективна пречка, а тоа се некои локалитети со наоѓалишта од античко време и тоа се надмина, се реши. Така што очекувам и тука да имаме исклучително голема реализација, инаку првите 4 месеци реализација на автопатите споредено со минатата година 4 пати поголема. А очекувам да биде 8 пати поголема во вториот и во третиот квартал. Во фаза на предквалификација е Букојчани Кичево. И тука го задвиживме процесот. Тетово Гостивар исто така е отворен поголем фронт, некои 10 до 15 километра и имотно правно и трасирана е трасата за Битола Прилеп Кажев. А што се однесува од експресниот пат Градско Прилеп, односно делот Дренова Фариш, карпата која што надвиснуваше и која што представуваше опасност е веќе решена. Се расчистува патот и очекувам до крајот на месецот да биде пуштена и таа секција. Бидејќи знаете, таа беше малтене планината пукната и надвисната, покриен беше 70% од делницата, иако не се решеше тоа, постоеше опасност со време и да имаме, не дај Боже, човечки жртви. Така што и тоа е завршено, решено е. Очекувам до крајот на месецов и тоа да се пушти. Да подсетиме дека во општините со проектите од првиот и од вториот повик ќе имаме нови 1200 градилишта. Кога сето ова ќе се спореди со на летаргија која што изминативе години функционираше по принципот битно е да крадеме, не да градиме, тогаш мислам дека се чувствува разликата и поместувањето во позитивна насока. Во дневникот информации и од билтенот на МВР.
Утринава во 2 часот и 30 минути во Росоман полициски службеници од ОВР Кавадарци лишиле од слобода малолетник од Росоман затоа што физички нападнал такси возач кој го превезувал, пошто со закани со метален предмет му одземал пари. Малолетникот бил приведен во полициската станица. Парите биле пронајдени и ќе бидат вратени на собственикот. Известен е јавен обвинител и по целосно расчистување на случајот во Кавадарци и документирање на настанот против лицето ќе биде поднесена соодветна пријава. Паркинг просторот наменет за такси возила на улицата Тиквешково стание, кој речиси во текот на целиот ден беше изложен на сонце, сега е со соодветна настрешница. Ова во голема мера ќе ја олесни работата на такси возачите, кои беа иницијатори за реализација на овој проект. И денеска екипи на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци работеа на мулчирање на вегетацијата на локалните патишта. Се мулчираат патните правци Марена Сопот и кон село Шивец. Дебакал на економските политики на власта, Македонија на дното на Европа, обвинија на денешната пресконференција од СДСМ. Согласно последните податоци на Евростат, Македонија денес е предпоследна во Европа по висина на минимална плата, а зад нас е само Албанија. Истовремено сме последни по куповна моќ. Ова не се бројки и податоци од некоја црна хроника, ова е нашата реалност со власта на ДПМНЕ. Овие статистики се потврдуваат за реалноста во која платата не им стигнува на граѓаните ниту до 10 во месецот. Реалноста во која граѓаните мора да кратат и штедат на се, додека функционерите на ДПМНЕ се луксузираат, си ги покачуваат платите и продаваат приказни дека сме четврти во Европа. Почитувани граѓани, ова веќе не е само економска криза, ова е свесно и намерно понижување на достоинството на секој граѓанин на Македонија. Евростат не лаже, но владата, предводена од ВМРО ДПМНЕ, лаже. Лаже кога вели дека се грижи. Лаже кога зборува дека сме четврта најака економија во Европа. Лаже кога ве убедува дека добро живееме. Сите економски партнери укажуваат на драматично влошување на квалитетот на животот. Инфлацијата оди нагоре, цените повторно се без контрола, платите стагнираат. Во Македонија моментално добро живеат само функционерите од власта. Дуото Трајко Славевски и Христијан Мицковски ова го прават намерно и осмислено. Целта е јасна – да се држат граѓаните во независност, да се држат платите на минимум додека тие ги спроведуваат своите криминални проекти и задолжувања. Ниту ги интересира состојбата во која живеат луѓето, ниту сакаат да помогнат и променат нешто реално. Ги интересираат само нивните огромни бизнис сделки. СДСМ и ВМРО ДПМНЕ не се исти. Што правеше СДСМ? Ги зголемивме платите и тоа минималецот од 9.000 денари на над 20.000 денари. Донесовме закон за автоматско усогласување на платите со трошоци за живот, за да не може никој политички да ги оценува граѓаните за растот на платите, туку да им следува со закон. Ги зголемивме платите во приватниот сектор, инвестиравме 2,6 милиарди евра во економија, помош за граѓаните и стабилизација на струјата. А што прави почитувани ВМРО ДПМНЕ? Ги одби сите предлози за покачување на платите. Ги блокираше мерките за поевтини основни производи. Не вложи ниту денар во поддршка за граѓаните во криза. Си гледа само за себе, за привилегираните бизнис партнери, но не и за народот. Христијан Мицковски и Трајко Славевски ќе останат запаметени не како реформатори, туку како луѓе
што ја згази економската надеж на оваа земја. Како политичари што ја заборавија работничката рака, а при тоа знаеме дека таа работничка рака ја води оваа држава. Време е за одговорност, време е за гласна борба, за повисоки плати, за фер услови, за економија во функција на граѓаните, не за бизнис партнери на ВМРО ДПМНЕ. СДСМ нема да молчи. Ќе зборуваме секој ден за секој човек што живее тешко и заслужува повеќе. Затоа што докажавме со дела што значи економски патриотизам и како секој граѓанин е важен. Покажавме дека сме различни и дека државата може да има власт која се грижи за граѓаните, а не за сопствените интереси. Ако јавното обвинителство не отвори постапка за Филипче за луксузниот џип, ќе докаже дека работи под негова диктатура, условија денеска од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Ако јавното обвинителство не отвори постапка за Филипче за луксузниот џип, ќе докаже дека работи под негов диктат. Филипче добил луксузен џип од 130.000 евра од фирма добитник на тендери во време на СДС и јавното обвинителство молчи и не отвара случај. Односот на јавното обвинителство кон Филипче е зачудувачки. Зошто јавното обвинителство молчи? Дари јавното обвинителство не смее да постапува затоа што Филипче е претседател на партијата која ги избра скоро сите обвинители. Истото тоа јавно обвинителство отвори постапка за Пеце Мирчевски, за ист таков случај. Но Мирчевски е само обичен директор од СДС и кај нив нормално е некој доди жртва за Венко. Јавното обвинителство и да отвори и да не отвори постапка за Венко Филипче, тој веќе нема легитимитет. Народот јасно гледа дека тој е заштитен и тоа уште повеќе ќе го казни на избори. Ниту Филипче, ниту било кој во СДС не смее да го манипулира народот. ВМРО ДПМНЕ да каже колку пари земале од осомничените од Пулс, порача на денешната пресконференција од серијалот Вистината за Кочани од опозиционата СДСМ. Речиси 4 месеци Мицкоски и Тошковски ја прикрива вистината за трагедијата во Кочани и правеа се за да ги заштитат полициските функционери поставени од нив. Наместо итно да се побара одговорност, власта штитеше, молчеше и манипулираше со јавноста. Целта беше јасна, да се спречи вистината, за да се побегне од одговорноста од врвот на власта, до директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев и до министерот Панче Тошковски. Само посилен јавен и политички притисок на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на дел од медиумите, конечно беа отворени постапки против неколку полициски началници. Сега е јасно дека вината е во врвот на Министерството на внатрешни работи, во врвот на власта и затоа мора да има кривична, правна и политичка одговорност. Директорот на Бирото за јавна безбедност Јанев треба да одговара кривично по закон и хиерархија. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски мора веднаш да понесе неотповиклива оставка. Без изно повлекување, секоја истрага е компрометирана, секоја правда е селективна, како и досега. Еве конкретни примери. Главната инспекторка за економски криминал Кристина Јованова да не е офатена со истрагата. Како е тоа можно? Таа имала надлежност да постапи, а не презела ништо, иако дискотеката Пулс работела нелегално повеќе од една година, без лиценца со блокирана сметка. Дури и се уште е на функција. Затоа е заштитен од политичките структури на власта и скриенат за зидот на молкот и неказнивоста. Штитејќи ја неа, сушто се штити директорот на Бирото за јавна безбедност, кој е директно одговорен за нејзиното непостапување. Одиме понатаму. Полицијата имала обврска да го затвори објектот, а не да спроведува контроли кои биле спротивни на процедурите. Не се прави контрола на објект кој нелегално работи, а тој се затвора. Полицијата исто така имала должност да спречи внес на пиротехнички средства, зашто знаеме дека е клучен причинител за пожарот. А кој ги постави сите овие началници, одговорни полицајци, надлежни полициски службеници, кој ми давал наредби? Тошковски и Јанев. Затоа одговорност мора да почне од нив. Јавно прашуваме, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ја продолжи борбата за вистината.
Најавуваме дека следува продолжение вистината за Кочани 2, со нова серија факти и аргументи, со нови информации. Ке каже ли ВМРО ДПМН колку пари во форма на донации земале од осомничените од Пулс? Правда за Кочани мора да има. За Кочани, за жртвите, за семејствата, за правната држава. Во дневникот информации и од спортот. Фудбалската федерација обучува реплей оператори за користење VAR технологија. Операторите поминаа кратка обука во Белгија и двонеделна обука во тренинг центарот Петар Милошевски. Фудбалската федерација на Македонија, би рекле, успешно започна со обука на техничкиот кадар кој ќе работи како оператори за повторување на снимка, односно реплей оператори, а сето тоа во насока на целосна и професионална имплементација на VAR технологијата во избраните домашни надпреварувања. Предходно 8 технички едуцирани и подготвени кандидати беа избрани да ја започнат специјализираната обука и истите во периодот од 2 до 5 јуни ја посетија интензивната техничка и функционална обука во реномираниот ЕВС технолошки центар во Лиеж, Белгија, кој е официјален VAR технолошки провајдер за надпреварувањата што ги организира Фудбалската федерација на Македонија. Ова обука беше фокусирана на практична работа со ЕВС технологијата, принципи на брза реакција, синхронизација со VAR и AVAR судиите, како и интервенции во одредени ситуации. Откако успешно беше завршена почетната фаза, обуката потоа продолжи во Македонија во периодот од 5 до 18 јуни со напредни технички сесии. Овие обуки се одвиваа под менторство на двајца искусни и признати VAR оператори Кирил Горбан и Алексеј Коржуков, кои имаат практично искуство во елитните лиги во Русија и Саудиска Арабија, како и меѓународни надпреварувања под капата на ФИФА. Операторите на оваа обука се стекнаа со вештини неопходни за безпрекорна техничка поддршка на VAR процесот, односно за навремено, прецизно и квалитетно повторување на клучни моменти во надпреварите, а едукацијата и обуките се работеа синхронизирано со селектираните VAR и AVAR судии. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Попладне ќе има развојна нестабилна облачност со локален пороен дожд и грмежи. Температура до 34 степени. До петок времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има развојна нестабилна облачност со локален пороен дожд и грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со засилен ветер и изолирана појава на град, особено во петок. Во деновите од викендот и во понеделник времето ќе биде стабилно и малку посвежо со умерен повремено засилен северен ветер. Почитувани гледачи, ова беа темите и настаните со кои го одбележавме и овој вторник. Ви благодариме на вниманието, а веќе за утрешниот ден следете неповторно во 20, 22 и 30 часот.